нашата утринска тема, која што веќе ја најавивме и рековме дека ќе зборуваме за тоа кои се резултатите или која е успешноста од иницијативата, од организацијата и од реализирањето на екоакцијата под слоганот Исчистија Македонија, кој што е пак една иницијатива и во организација на извидници од извиднички поречански одред Јадран од Скопје, кој што по трет пат оваа година ја организира оваа екоакција, која што рековме дека е за поздрав и дека апсолутно ни се потребни навистина голем број вакви екоакции, првенствено заради тоа што ја зголемуваат еколошката свест, а она кое што е и меѓу другото најважно или подеднакво важно е што успеваме заедно да исчистиме, успевате да исчистите поголем дел од оној отпад кој што се собира. Како помина оваа екоакција, како беше всушност организиран цел овој настан и колку се пак и тие задоволни од она кое што го постигнаат. Денеска во студиото ќе позборувам со Филип Неделковски и Габриела Ивановиќ, кои што доаѓаат од извидничкиот поречански одред Јадран од Скопје. Добро утро и добро им дојдовте. Добро утро и благодариме на поканата. И мене ми е навистина мило што можеме еве преку соопштување на успехот кој што го имате во оваа последна или трета екоакција која што се организираше и се реализираше оваа година, што ќе можеме и да позборуваме малку за екологијата, за тоа колку ние имаме доволно развиена еколошка свест, колку кај младите, оние кои што се дел од извидничкиот поречански одред Јадран и останатите извидници од другите извиднички групи, или како и да е постручно ќе ни кажете вие, веројатно знаат и се доволно еколошки свестни бидејќи учествуваат во ваквата екоакција, но тоа е само еден мал дел, да речеме, бидејќи зборуваме за секој од нас индивидуално кој што треба да се труди и секогаш отпадот да го фрла онаму каде што му е место. Ние обично секогаш апелираме и потенцираме дека тоа така треба да биде, но тоа не е за жал гледката често кај нас. За секоја чест за ваквите екоакции, јас прво би почнала со вашите впечатоци од екоакцијата, а потоа ќе развиеме дискусијата и на овие други теми кои што ги споменав. Уште еднашка благодариме на поканата. Значи, иницијативата Исчистија Македонија покажа голема, како да кажам, покажа интерес голем од сите извиднички одреди, бидејќи ние на 31 декември поднесовме иницијатива до сите одреди дека на денот на пролета ќе организираме масовна екоакција што ќе биде распространета низ цела Македонија со пропратни логистички елементи како опрема, машини, нели, за да биде ефективна целата акција и тоа ѓубре што сме го нели виделе да го собереме. Така да се пријавија 17 извиднички одреди од 12 градови од Македонија. На број беа 380 извидници низ цела Македонија, нели, во групи организирани и се собра околу 560 тони шут и отпад низ цела Македонија. Многу сме задоволни од акцијата. Ние истава акција ја правиме веќе трет пат. Нашата акција на нашиот одред се одржува во Катлановска Брезица. Тоа е некој предал од 10 километри пат и планина, каде што ние во текот на 3 години само ние како одред имаме собрано преку 500 тони градежен шут и отпад. Истиот тој го собираат млади дечиња, постари извидници. Тоа го правиме не со цел да ја зголемиме свесноста, туку да покажеме преку пример дека како треба, да. И дека може. Да. Тоа е всушност и начинот на кој што и би требало да се зголеми свесноста кај и кај младите, пак и повозрасните. Апсолутно дека возраста не е важна кога станува збор за чистотата или за одржување на чиста и здрава животна околина во која што сите живееме. Секој сака да живее во чиста околина, никој не сака да живее обкружен со отпад, но често пати шетајќи се во одредена околина, еве дали е тоа дали на некоја планина или пак во центарот или во градскиот парк, може да забележиме дека тоа и не е баш така. И од тука се појавува неопходноста да се почесто се организираат вакви екоакции. Ние имаме и инсерти кои што ни ги пративте вие, видео кое што е подготвено од тоа како
се одвиваше и како течеше оваа екоакција из Чистија Македонија, кој што можеме да го видиме и овој наш разговор да го подкрепиме со фотографија. Јас би сакала малку околу самата организација, околу иницијативата, околу почетно стартување на оваа идеја која што се одржува трета година поред се покажува и докажува како успешна и добра и веројатно тоа е темпото со кој што ќе продолжите и во иднина. Повели Гариела. Па да, така е секако. Сакам да дополнам само дека и со пандемијата, и со се што ни се случи, дека луѓето многу повеќе сватеа колку всушност им е важно да бидат во чиста природа и колку им фалеше тоа, на сите ни фалеше во текот на пандемијата. Така што и акцијата беше многу позитивно прифатена од страна на сите извидници, не само извидници, туку и пријатели на извидниците, кои што беа вклучени во акцијата и со задоволство прифатија да учествуваат, баш поради тоа што многу повеќе се даде акцент на тоа колку е потребно да живееме во една чиста околина, да имаме чист воздух, да ни биде пријатно додека седиме, да речеме, на некоја ливада, да не гледаме ѓубре околу нас. И конкретно и на нас извидниците од Дипо Јадран, како што напомена и Филип, дека ние сме конкретно трет пат во Катлановска Брезица и многу ни значи секој пат кога ќе отидеме повторно и кога ќе видиме дека на тоа место каде што имало ѓубре веќе нема, е многу поубава и се чувствува некако пријатноста на местото и сме задоволни што баш ние на тоа наше место, наше катче, да речам, нашиот извиднички дом сме успеале да допринесеме да ни биде поубаво предса на нас, а потоа и на сите други кои што доаѓаат да видат што се случува таму. Да. Веројатно и претпоставувам дека и возбуденост, така и извидниците кои што имаат чувство дека помагаат во однос на чистењето на и одржување на чиста и здрава животна средина за која што ние зборуваме е дополнително зголемена и кај нив. И оние состаноци кои што вие редовно ги имате и на кои што се организирате и планирате одредени активности, се дел од тоа си размена на впечатоци и импресии, така? Може да споделиме нешто од она кое што на крај по сумирање на резултатите беше и дел од вашата тема на состаноците. Може. Да, повелете. Еве ги гледаме и фотографиите, ако сакате може да ги коментираме. Нема што многу да се коментира во фотографиите, тоа се гледа, така? Се гледа, да. Млади ентузијасти, нема што многу да се каже, со исто темпо ќе продолжиме. Што би сакал уствари да кажам што е интересно, последнава акција што ја направивме беше како еден стрес тест за нашата извидничка организација во Македонија. Значи, преку добра координација и добра логистика, успеавме да направиме акција од размери за значење за Македонија. Ова беше една акција, еден настан каде што, можам да кажам, го здрмавме целото членство на извидништвото и сега истите тие младите извидници увидоа дека ја имаат силата, еден извидник ја има силата на сите извидници во Македонија. Што значи една иницијатива, ако е добра, ја има можноста да ја има поддршката од сите извидници во Македонија да се направи значајна промена. Голема беше листата на поддршката која што ја имате од другите извиднички? Да. Как клубови? Одреди се. Тоа, да, значи во Македонија има 21 извиднички одред, ние имавме целосната поддршка од 17, на другите одреди беа веќе ангажирани на други активности, али да, целосна поддршка имавме. Одлично. Бидете и пријатели на извидниците, што дополнително го зголемува бројот. Пријателите на извидниците, без нив, нели, они се интегрален дел од тоа како ние се финансираме, бидејќи не сме под капа на државата и не бараме ние од државата, него сакаме да допринесеме во општеството преку наши лични финанси или преку поддршка од пријателите. Тие пријатели се или компании, што ја препознаваат нашата добра порака, или одредени индивидуалци што имаат средства да помогнат за да се реализира све ова. Кога се организира ваква екоакција што се однесува до интересот од граѓани од страна, значи не само дел од или членови на извиднички одреди, нивни пријатели кои што веројатно ќе ја разменат таа информација, дали имате и вие општ јавен повик за граѓани кои што сакаат да учествуваат во ваква екоакција? Па не.
оваа последнава екоакција беше конкретно само за извидниците. Као што кажав, да направиме еден стрес тест, да видиме колку ни има на број и дали можеме функционално да ја завршиме целата обврска. Сметате дека постои простор за виднина вака да се зголеми? Да. Минатите години соработуваме ни со селото Брезица, Катлановска Брезица. Жителите или викенд жителите на таа насоба многу ни помогнаа. Така да прифатени сме од сите страни, не е спорно тоа. Можеме да го искористиме еве овој дел од разговорот да споменеме изостанатите ваши активности, нели, или нешто што е поважно и сакате да го издвоите или да го најавите за година? Ајде да ви кажем нешто за младите извидници. Конкретно за нашите активности се доста разновидни, кога ќе се спомне извидници, сите често прашуваат како што правите вие и не може никогаш да кажеме нешто конкретно што правиме, затоа што многу правите. Затоа што сме секаде. Значи секаде ќе прашате некој, јаве извидници имаше тука нешто дојде извидници правеа нешто, не знам што правеа, дали било во парк, дали било на водно, дали било некад низ градот имало нека извидничка акција, се надпреварувале, повторно најчесто во природа, секако на планина. Меѓутоа има доста интересни активности кои што ги потекнуваат младите да останат некако на извидници, да продолжат. Пред се тука е дружбата, бидејќи нешто што, еве, ако прашат да речеме некој од постарите кои што се извидници, сите секогаш памтат, сме биле ние на кампување, ни останала таа дружба кога сме биле на кампови. Сите ја зборуваат таа дружба од детството, од младоста, да речам, и сите имаат убави спомени. Па најмногу секако за тоа сме тука да се зближуваме помеѓу себе, да се запознаваме подобро, да се осамосталиме како луѓе. Секако на некој начин да изградиме некој карактер кој што се однесува до нас. Меѓутоа, конкретно за активностите има навистина најразличен тип, значи од ориентација до кампување, пловидба, преживување. Да сумираме, извидништво е филозофија на живење, каде што солидарноста, дружбата, самосталноста и можноста да се помогне во општеството се наши главни столбови. И со тоа се градиме, нели, како личности од најмали и придонесуваме во општеството. Секој чест за она кое што го правите и јас ви посакувам како што беа овие 3 акции во изминативе години, значи вклучувајќи и оваа последната, како што беа успешни, така и со тоа темпо или во континуитет да продолжите со организација и на други екоакции, но и се разбира со големиот број активности кои што ги има овој извиднички одред, па и сите останати, бидејќи вие меѓусебно сте си поддршка едни на други. Верувам дека и во иднина ќе се гледаме почесто, па ќе може да информираме вака позитивни вести, да стимулираме, бидејќи ќе бидете отворени и имате таква намера и за поширок круг или за пошироката јавност, како велиме, да информираме, да учествуваме и сите заедно да придонесеме, како што велиме, нешто најважно и што е всушност на следнешна тема за чиста и здрава животна средина. Ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето. Ви благодариме на поканата. Се гледаме. Се гледаме. Продолжуваме со нашите содржини во 8:30 вестите на Тилма, а потоа и ве очекуваме со вашите јавувања во интерактивниот квиз Заврти на Тилма.